Да ви сообштам една новост. Од 17 јуни, значи тоа е петок, сите вие што имате аксес или пристап на YouTube, секој петок од 8 часот навечер ќе можете да не слушате. Не заборавете да од 17 јуни секој петок од 8 часот навечер ќе можете да ја слушате значи друга емисија, тоа е исто од Глас од Македонија, но ако отворите на YouTube реков The Voice of Macedonia, што тоа ќе биде со различна содржина од ова што е во недела, што ја давам на 101,3 FM. Значи секоја недела од 6 часот на 101.3 FM е емисијата на радио, а потоа на YouTube се поставува, додека пак секој петок сите вие што имате YouTube можете да отворите The Voice of Macedonia и да ја слушате директно програмата на Глас од Македонија од 8 реков навечер. А пак председателот на управата на црквата Свети Климент Охридски ве известува, односно ги известува сите студенти кои се од 15 до 30 години возраст, дека можат да дадат своје реноме, односно да дадат информации доколку сакат да бидат вработени во црквата Свети Климент Охридски. Програмата е во рамките на Government Summer Job Student. Исто така за сите неделни што се богослужби или пак во празнични денови повелете на богослужбата од 10 часот утрото, а за вашите свадби, крштевки и слично на располагање ви стојат трите реномирани сали на црквата Свети Климент Охридски. Секој пак четврток од 12 часот пензионерското друштво Гоце Делчев ве повикува да дојдете на заедничкиот ручек. Телефонот, доколку не го знаете, можете да се јавите на 416-421-7451. А ние да продолжиме со нашата емисија. Пред да одиме со 7-годишниот гениалец или чудо од дете, како што е наречен Македон Димитровски од Тетово, да спомнам за богот Македон. Тој беше син на богот Зевс. Бог Македон го даде името на земјата Македонија во која се родил, за да потоа и царевите и кралевите ставаја на градовите со нивно име како Филипи, Александрија и така натаму. Инаку богот Македон, за богот Македон ќе дадеме во една од нашите наредни емисии, но да спомнам дека малиот Македон Димитровски од Тетово, кој насекаде освојува први награди во светот по математика, а зборува течно англиски, кинески, грчки, германски, арапски, и иако е 7-годишно дете, не знае за деца што се, тој всушност знае, има ум за деца што се од 2 година гимназија или grade 10. На 2,5 години тој многу брзо се развиваше. На 4 години веќе почна да собира, вади, множи и дели по математика, а потоа од математика и квадратните корени. Инаку сам почна ова дете од Тетово да се учи. Учествуваше на светско ниво со деца од 22 држави, а 4000 деца. 2 пати прво место има добиено без да се подготвува дома. Ќе го слушнете дека овој мал, би рекла, гениалец, дека околу 200 држави со главните градови ги знае во светот. Дури и со неговите игри што ги прави, тој ги знае и картите на сите земји во светот, и сега уште повеќе заинтересиран за старите држави, ги бара како биле картите на тие стари држави. Да чуеме што кажува, кој е разговорот со новинарот и малиот Македон Димитровски. Квадратен корен на 24 колко? 4. Да. 4.9. А пи колко е? А им кажем колко е. 3.1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 6. Со леснотија решава математички задачи. Ги знае броевите на повеќе јазици, дури и на кинески. Го бива за географија, а се интересира и за астрологија.
На само 7 годишна возраст Македон Димитриевски од Тетово е гениалец. Јас сум Македон, имам 7 години и учам во школата Лирија. На мене ми со моите другарчиња и сум второ оделение. Учам нови нешта секој ден. А за математика... Кажи какви задачи решаваш? Тешки задачи решаваш. Обично множење со две цифрени зборови и тие такви нешта. И решаваш задачи за втора година средно? Да, од 6 оделение до втора година средно кога професорот не учи. И знам и да бинарни броеви да решавам, да конвертирам. А како се кажува 25 на кинески? А се вика абау. Отидов прво на англиски, пошто знаев дека ја да ги учев броевите и да зборам. И одеднаш така дојде, па после германски почнав да учам, со една друга учителка, па ми дојде кинески. И дојде интересирање од големината на галаксија. Затоа јас на еден лист напишав еден видео со 3 сати долго со сите елементи во него, сите иде од мали атоми до држави, до големи планети, звезди и универзуми. И сите ги напишав. Родителите на Македон се горди на него. Велат дека со него секој ден е забавно, но понекогаш и напорно затоа што тој поставува многу прашања. Но од него учат и многу работи, затоа што тој има многу познавања. Македон не престанува со прашањата, он има неисцрпен извор на прашања и одговори, некогаш он повеќе нас ни одговара него ние него, затоа што во многу области каде што он не е заинтересиран, искрено не можеме да му помогнеме, нарочито е математика па и астрономија, он иде во толку ситни делови каде што ние немаме такво познавање. Ја кажував и многу друг пат колку што е тешко да израснеш дете што има хендикеп, така и е напорно и дете што е одскокнува по неговиот IQ, а од другите деца да го израснеш, да го ставиш во права насока, затоа што потребите што ги има Македон не се секојдневни. Он ќе го однесам во продавница за играчки, он не сака играчки. Буквално не сака, ми вика џабе купуваш играчки, јас не играм со играчки. Што сакаш Рубикова коцка, па цел ден ја мести, или се што е поврзано со математика или со пишување. Дома имаме само табли и листови. Неговата желба, например, за Нова година беше да имаат 100 празни листа и фломастери што убаво пишуваат. Тоа е желба за Нова година. Македон доби златен медал на надпревар по математика на светско ниво. Во основното училиште, каде што учи Македон, неговата учителка, значи Јасмина Костовска, го пријави на надпреварот математика без граници. Тоа е значи надпревар кој што е 22 земји значи на светско ниво, со 4000 учесници, каде што Македон освои прво место, значи го освои златниот медал. Тие учесници кои што освоија прво место, има значи уште едно такмичење и Македон не го пријавивме на тоа и потоа учителката, значи затоа што имаше прво место, го пријави, дозволија да учествува и Македон без никакво спремање освои повторно златен медал. Значи два пати освои прво место на светско ниво. Такмичеше исто и на англиски, имаше едно такмичење исто за англиски, каде што исто освои доста од 100% имаше 89%. Значи исто имаше многу добри резултати. Сега за сега се такмичил само по математика и англиски јазик. Па сега здравје во иднина се надевам ќе има и... Само 7 години. Да, уште многу мал. 7,5 години има и се надевам во иднина ќе има и уште такмичење. Родителите велат дека во нашата земја нема специјални паралелки за надарени деца. Тие само иницијативно ангажирале професор кој работи со Македон за да може да напредува. Нема никаков помош и нема никаква насока како да ние се справиме. Едноставно баравме начин да не упатат они на кој начин ние да му помогнеме на Македон, на кој начин ние да му помогнеме во неговото образование. Добивме препораки да
ангажираме своји професори што би биле по математика или по некоја друга област, што би му помогнале. Така и на тој начин и сега работиме. Му ангажиравме професори, еве конкретно во Тетово има професор по математика што моментално работи со Македон ниво на задача втора година средно, а он е второ одделение. Главен град на Бразил. На Бразилија. Бразилија. Сао Пауло може би. А главен град на Канада? Отава. А главен град на Србија? На Србија е Белград. Инаку да спомнам дека ова дете исто самоук би рекла, се научи на синтесайзер и како што кажуваат родителите, еднаш викат изненадени сме, слушаме музика и што ќе слушнат од Бетовен симфонијата, мислам 8 поред симфонија Ода на радоста. На вистина чудо од дете. Идната недела пак ќе дадеме за друго дете кое сега е некаде околу 9 години, иначе името му е Христијан Арсов од Велес. Но ние да одиме и со новините од Македонија. Револтираниот македонски народ на бугарската политика веќе не може да трпи во Македонија. Зборувам за македонскиот народ, па да ги чуеме новините. Рано утрото во Битола, засега непознати сторители ја запалиле таблата со името на бугарскиот центар Ванчо Михајлов, а опожарена е и влезната врата. Истражните органи се на терен, увидот е направен, а какви се првичните информации во живо од Битола ќе ни каже колешката Маја Богоевска. Маја, повели со информациите. Да, Иван, како што кажа, не влезот на културниот центар Иван Михајлов овдека во Битола, кој беше отворен пред 2 месеци, како што знаеме од премиерот Петков и подпредседателката Јотова. Она што може да се каже до сега е дека МВР излезе со соопштение во кое дека околу 5 часот сосед пријавил кај нив, значи тука во битолската полиција. Тој слушнал кршење на стаклото и видел дека е опожарената поточно влезот овде на културниот центар. Од СВР Битола велат дека тие пријавиле и во територијалната противпожарна единица, од каде што дошле овде да интервенираат. Исто така на место цело сабајле и се до попладневните часови се вршеше увид од страна на јавен обвинител, како и увидните екипи на СВР Битола. Од обвинителството пак велат дека е покрената истрага и дека од извршувањето на увидот подигнати се траги кои што ќе се однесат на вештачење. Исто така е издадена и наредба за ведување на снимките од видеонадзорот од самиот објект, меѓутоа и од околните објекти. Сега тука предлагам да ја слушнеме изјавата од заменик командирот на Битолската противпожарна единица, како беше текот на гасењето на пожарот дека во културниот во Битола. Во 04 часот и 57 минути примена е дојава за запален објект на улица Рузвелтова, број 1. Екипата наша веднаш реагираше со 2 возила, противпожарни возила и со 6 пожарникари. Поради утринските часови нема сообраќај, за брзо време стигнавме и пожарот е локализиран веднаш. Опожарување имаше на влезниот вред, на влезната врата од објектот. За колку време се објавте? Па тоа беше за многу брзо време, да речам, неде околу за 10 минути 15 беше веќе све завршено. Маја, случајно или не, опожарувањето на културниот бугарски центар Ванчо Михајлов во Битола се случи во истиот ден кога во Скопје пристигна и бугарската министерка за надворешни работи Теодора Генчевска на покана на македонскиот министер за да продолжи диалогот помеѓу двете министерства за надворешни работи. Таа попладнево беше на увид да види што точно се случува во Битола. Што вели таа за медиумите, како гледа на целиот случај?